Здраво, драги мои! Се надевам дека сите сте добри и во одлично здравје. Добре дојдовте во уште една епизода од Семејна соба, заедно со мене, Александра Мишовска. Денешната тема ќе биде родителството и разводот. Па да видиме. Видете, разводот на бракот, и самите знаете дека представува прекин на една брачна заедница. Но, што мислите? Дали со завршувањето на бракот и прекинот на бракот завршува и родителството? Секако дека не. Родителството продолжува да обстојува се додека нашите деца имаат потреба од нас. Тоа никогаш и до крајот на нашиот живот. Но да видиме. Денеска во оваа епизода решив да говорам од искуството од праксата, значи со какви прашања наидувам, со какви проблематики и потешкоти доаѓаат моите клиенти на средба со мене. Видете, како што напоменавме, со самото завршување на бракот родителството не прекинува. Па затоа, да видиме. Најчесто, знаете, родителите поставуваат прашања, например, првото прашање е како да им соопштиме на децата дека ние завршуваме со нашиот брак, но дека продолжуваме со родителството. Ова е одлично прашање и јас ги охрабрувам родителите кои доаѓаат со ова прашање. Видете, пред се е потребно да имаат унифициран став. Што значи тоа унифициран став? Да имаат исти или слични одговори на конкретната тема. Треба да им објаснат на децата дека бракот завршува не поради вина на децата. Имено, воопшто не може да се споменува која е вината и причината. Доволно е да објасните дека децата не се изворот или не се причината за прекин на бракот. Дека мама и тато, иако повеќе не се сложуваат добро, дека тие понатаму продолжуваат да бидат нивни родители. Понатаму, често пати во праксата среќавам како родителите ги користат своите деца како алатки за навредување, омаловажување или озборување на својот партнер. Драги родители, следен пат, кога ќе добиете силна желба или порив да го критикувате сега вашиот бивши партнер, ве молам, за момент само застанете, погледнете околу себе. Забележете дали вашето дете е во ваша близина. Доколку е, проголтате ја мислата и немате воопшто да кажувате. Сватете, тој понатаму е родител на вашето дете, како што сте вие, така и другиот родител. Друга карактеристика или особена, ве молам, вашите деца, без разлика за која календарска или возраст говориме или емоционална возраст говориме, вашите деца не се ваши терапевти. Они не се должни да ги слушаат вашите фрустрации, вашите нервози, бесови и гневови. Ве молам, вие сте возрастната личност, не го заборавајте тоа во ни еден момент. Ворете, јас разбирам, сите сме ние човечки суштва направени од месо, коски, мускули и така натака. Сите имаме емоции кои што не владеат. Но, доколку сакате да разговарате, нешто ве тешти, ви пречи, побарете стручна помош, затоа сме ние тука, да разработиме, елаборираме, објасниме и разрешиме дилемата. Повторувам, вашите деца не се ваши терапевти. Продолжуваме. Видете, секое дете сака да има структура, да има јасни правила и јасни граници. Затоа, по прекинот на бракот, без разлика каква ќе биде ситуацијната стамбеното решение, односно детето каде ќе припаѓа како родител и со кого ќе го минува повеќето време, ве молам, обидете се да ја задржите таа структура. Децата сакаат правила, сакаат структура, затоа што тоа им го олеснува текот на животот, им го олеснува секојдневното функционирање. Затоа, без разлика дали се кај мама или кај тато, заеднички договорено и понатаму продолжуваат да обстојуваат истата структура, истите правила, истите граници. Доколку е потребно, секако ќе се направи некаква модификација, односно договор. Сето тоа со заеднички договор помеѓу бившите партнери сега и детето секако. Уште еден многу интересен феномен е, сакам да зборувам за лојалноста. Видете, ние живееме, така речи, во конзервативно или традиционално општество, каде што родовата и половата лојалност и како трансгенерацијски се пресликува и пренесува на следните генерации. Што сакам да кажам со ова? Например, најчесто, мајката по родова или полова линија, по лојалноста, ќерката се врзува со незе, синот со таткото.
Имаме исклучоци од овие правила. Ова го споменувам затоа што е многу важно да се каже, бидејќи оваа лојалност и понатаму продолжува да обстојува и да функционира во семејната динамика. Затоа имајте го тоа во предвид и во обзир кога ги организирате и менаџирате стамбените услови или со кој родител ќе живее детето. Понатаму сакам да ја напоменам и важноста од улогата и помошта од институциите. Па тука ќе го споменам и Центарот за социјална работа. Знаете како многу е жално, но и во оваа институција се случува да родителите доаѓаат па прават притисоци врз стручните лица, врз моите колеги, како би ги добиле децата односно го добиле правото на родителство. Повторно забораваат родителите дека се родители. Што правиме? Против кого војуваме? Против кого се бориме? Не заборавајте, родители, децата ни се примарната цел. Ние сме тука за нив, да подигнеме, воспитаме здрави и прави генерации. Во тој контекст, сакам да напоменам дека во некои од следните епизоди особено внимание ќе осврнеме на оние семејства кои што се обоени ни семејното насилство. Денеска ни е многу актуелна тема, но за незе, како што напоменав, ќе одвојам посебна епизода и ќе говориме за тоа. Уште еднаш сакам да повторам за важноста на родителството по завршувањето на бракот. Родители, ве молам, бидете и понатаму мама и тато за вашите деца, бидете партнери, ако сте сега бивши, но сепак сте вие заеднички сојузници во подигувањето на здравите генерации. Уште еднаш ве охрабрувам и ве повикувам да поставувате прашања, бидејќи на тој начин можеме да ја прошириме темата. Сите теми поврзани со семејството, поставувате прашања, јас секако ќе дадам одговори и се гледаме во следната епизода. Со нетрпение ве очекувам. Довидување!